Кога дојде зимата, кога веќе скоро помина. Да, имаме високи температури, а и воопшто цела зима некако температурите многу слабо одеа во минус, како што беше тоа во некои давнешни времиња кога температурите беа во минус, а граѓаните колку толку во плюс. Сега обратно. Сите граѓани во минус, минус дома, минус надвор, минус на работа, минус на школа, минус кога излегуваш, а најголем минус каде? Се знае, на сметка. Посебно кај работниците, да. И затоа сите тие меѓу себе си се смеат на сопствена сметка. Со стандардниот поздрав по ова смење што го нудиме во вид на добро вечер на сите, потенцираме дека може да се случи и сите да немаме струја и оваа година зимата поминала, кој знае како ќе биде напролет. Не престануваат тие војни, кризи на секаде, низ цел свет се случуваат чудни работи, откако Трамп дојде посебно за председател. Но тоа е тоа, струја може да нема, ама да не шириме дезинформации, може и ќе има. Маслото се јадење едно време изгор, јајцата ги замрзна, се сеќавам, ама сите цени нагоре, а кесите ни ги надува. Некаде 15 денари парче, некаде 20, има кеси, има торби, се, нели, зависи од парче. Абе, тие парче не прават 35 години, па сега што ни ги дуваат балоните и кесињата. Ајде, ништо, ќе помине и ова како на кутре, треба само да се издржи уште малку. Првите 50 до 100 години се тешки, после е се полесно. Да, гарантирам. Ама тие никако не ја предвидува оваа криза сега, која трае многу, 35 години кај нас трае, не ја предвидува ниту транзицијата. Ама, ете, тоа е ризикот на нивната професија, нели, зборувам за политичарите. Знаете дека грешките на докторите лежат на гробишта, додека грешките на учителите и професорите си лежат во парламент. Тие кои ги споменавме, политичарите. А инаку се жалат, нели, или се жалеа, поуште се жалат учителите и професорите дека им била мала платата. Море, па и протестира едно време. Па мала ќе ви е платата. Кога вам ви одредуваат платата оние кои на времето, едва двојки сте им подарили тоа. Требало, бандери, од почеток до крај, па да видиме дали ќе нема струја. Само поради една причина ме чуди што прават такви грешки. Нели минатиот пат, ма не само минатиот пат, многу пати го имаме кажано ова дека само оној кој не работи не греши. Ама кај нас ете може и тоа. И оној кој не работи да греши. Може не ви јасно, ама така е навистина, преслушајте се. И без струја сега, без струја одма. Мислам, не значи дека ќе нема, ама еве так објавам дека сигурно ќе нема, денек не се можело. Ајде без вода и храна се може, па не без струја или пак нешто друго. Без жена, например, или швалерка. Без вода можеш да издржиш 2-3 дена, без храна можеш 1 месец. Без швалерка не знам искрено, ама без мозок можеш цел живот да издржиш. Слава учевме, слава. Ама полека ќе научиме и има време, млади сме, перспективни. Единствено страшно е што секогаш ние се учиме од сопствените грешки. Секој човек учи додека е жив. Така е да секаде во светот, најчесто од туѓи грешки учат луѓето. Само македонецот не. Тој знае се откако ќе се роди. Ама таква е политика. Што да се прави? Мора да се прават компромиси. Знаете што е компромис, нели? Средина. Едни да имаат многу, други да немаат ич, например. Средина, супер, топ. Политика, мора компромис. Политика, зборуваме, еве, јас имам неколку примери од моје видување како се доживува политиката кај нас, да ви кажам. Например, некој јаде само зелка, друг јаде само месо и заедно јадеме сами. Нели? Тоа е веќе прочуено во нашиве средини. Ама не знам дали ова го имаме констатирано како просечна месечна плата што се пресметува. Например, вака, 90%, а 100% од работниците, 90% од сите, земаат минимална плата, сега е таа некаде 25.000, оние другите 10% земаат па 150, 200, зависи, над 150, 60 и може да се каже дека просечно сите заработуваме некаде околу 50, што би рекле во Битола, да?
И потоа сите се буните дека имало многу богати тие што зголемија 78% и земаат над 150-60 на кај 200. Значи, навистина сте неблагодарни. Арам да ви. Па не сте нормални, да не се тие 10% богати. Па ние ќе бидеме, знаете што, сиромашни, ќе просиме сите. Никогаш без нив нема да достигнеме до 5-60 просте. Никога. На почеток од кариерата на политичар му вела, тај стане од фотелја, еве станав, веднаш слуша. И сега што да правам од како станав? Сега јас ќе седнам на твоето место, а ти ќе стоиш. Ете, тоа е политика. Тоа е на почеток на кариерата, како што реков. А потоа кој ќе врзе коска, друго е, тогаш има друга изрека. И тогаш, без и да го прашаш, ништо, веднаш од како ќе одговори на некое прашање или ќе констатира нешто, на крајот ќе каже да не мрднам од фотелја ако ве лажам, бре. Ние сме таа генерација, она некаде на средина, да, што мораше се да помине. Себе мора ние се да знаеме. Не мораше до толку, ама моравме се да поминеме. И така учевме. Не знам дали научивме, ама затоа многу сме воспитани. Но ептен, па на лошо живеевме и мора воспитание, врвно домашно воспитание. Ние сме, видете, последната генерација која била послушна кон родителите, нели, ќе потврдите сите, но сме и прва генерација која е послушна кон децата. Што се прави. Второ деление, 80.000 iPhone, браво. И после ќе дојде вашето и ќе вели, сакам и јас такво. И не дека сме такви, туку и се гордееме дури со тоа. Исто како што се гордееме, нели, дека ги имаме како наши пријатели едни од најдобрите компании во Македонија. Една складна, се извинувам, композиција која неприкосновено владее, недвосмислено доминира, би рекол, со рекламниот блок во оваа емисија со години поред, исто како што доминираат и во својот бизнис. Композиција предводена од нашиот покровител, Државната лотарија. Игрете Лото 7, семејна игра, интересна, секоја среда и сабота е излекувањето или се излекувањата. Играте и Джокер. Джокер играта е така скромна, онака за малку, ама може да добиете баш онака многу, а седумката надмина 70 милиони денари. Мале, кој ќе ја добие? Немој само името да му го кажат. Сите пријатели ќе дојдат да ве видам. Онака, знаете, не сме се виделе одамно. Играјте, не, гребете гребки, не мора да ги играте. Гребете ги. Ама играјте одговорно и гребете одговорно. Има преку 10 гребки, различни се, да. Што имаше? Има многу, сега не ги знам наизуст, но навистина има таму некои богати награди кои можат да освежат некого и да му го променат животот. Затоа, освен што вие гребете, подарете гребка некому, тоа е секогаш онака ин, што ви рекле младите. Веднаш до лотаријата, самиот врв се и останатите наши подржувачи и пријатели, меѓу другите знаете Бучен Козјак, на оној преубав начин, така што ги изработуваат, како ги изработуваат мајката, оние превкусни, здрави млечни производи. Па тоа е неверојатно, сите ги бараат, ама и ги наоѓаат затоа што ги има во секој маркет, буквално. Навистина вкусни, здрави и прочуени во цела Македонија, а како што реков ги има во сите маркети. Тука и Алфи Техно центар, тука во Куманово, но и тука во Скопје, нели? И ние сме и во Куманово и во Скопје нешто слично, преубави продажни салони, полни со рова како око и две места на кои јас велам секогаш дека имате се на едно место. Значи, две места, ама се на едно. Да се чудиш. Исто како што може да се чудиш како чистат и прават онака чисто ренто производите на Арис, практични се за примена, можат и мажите. Гордоста може би не ви дозволува, но можете, верувајте ми, пробајте ќе можете. А мирисот кој ќе го обезбедите ако ги користите ќе биде преубав, дури жената кога ќе се врати од работа ќе омекне. И секако нема да заборавам да ве потсетам на преубавиот и незаборавен момент кој ќе го доживеете доколку го посетите Етно село Тимчевски и нивниот ресторан Еден. Таму се прават најдобрите свадби, веселби, родендини, секој вид на веселби е скратено. Ете така, за нашите спонзори, пред тоа како увод, малку комуникација со вас, а сега ќе ви најавам ова што вечерва ќе го видите. Значи,
без гости до оваа емисија и тоа се случува, двајца ни одјавија, односно ни откажаа во последен момент и тоа од оправдани причини, се работи за настинки, грипови, ова време сега е меѓувреме, да не кажам полувреме, и велам се случува и тоа, но затоа ќе имате можност да чуете и видите доста интересни скечеви, некои од најновите, премиерно, но и некои од постарите кои беа најбарани од вас. Значи без гости, но сепак со добра забава и затоа ви порачувам останете со нас, односно со Нема Љутиш. 10 души пожарникари, 3 полицајца на аресто комшија. Ви сте добри, бе. Што сакаш, бе, ти? Кој е главен град на Австралија, Зоки? Па... не знам, професоре. Ајде, Зоки. Доколку една просторија има отвори од 2 или повише стране, настанува струење на воздух ако су отвори отворени. А у фамилију како стоите со алкохол? Не стоимо никако. Да ти кажу, све не тера на легање, евентуално на спање. Ај скочим у чаршију и сви се цвери во њум. Гледав. Абе денеска пуштиме мене порано од работа. Работу ја, још. Жене биле понежан пол, нема грешка. Какав бре понежан пол, ова е мојата, кад вришти исто како мушко кад се разболи. Па убаво. А она? Што мислиш, она мисли ли на тебе? Разведуемо се, готово, крај. Разбрали ме? Не, душо, тама работа. Нема више никаде ми се понови. Ете, тако е. Порано се сеќам, Славља кад преспа. На брата ми роѓендан пут кад го славиме. Тате кад те запали едну скару. Тоа су биле Славља. Имаше ли људи пуно? Воловодница. 15 човека. Тоа су биле Славља, викам ја. Од ним 10 души пожарникари, 3 полицајца на аресто комшија. Ви сте добри, бе. Што сакаш, бе, ти? Ја тој више не право, скару не сам запалија, кој знам. Зашто? Како зашто онај мојата земала диету ќе води? Нике да еде, оставља храната. Так ти малко да почнеш да се припазуеш. Од њума? Зашто? Погледај, она кад е такав јак карактер па оставља храну. Она може да биде јак карактер па да те остави и тебе. Па дај Боже, бе! Зоки. Зоки. Да, професоре? Зоки. Ајде, Зоки. Кад си ти искочи веќе на табло, коначно и ти да одговараш за нешто. Зоки, ти ќе ми кажеш на мене. Кој е главен град на Австралија, Зоки? Па... не знам, професоре. Ајде, Зоки. Токио? Токио? Леле, Зоки, појма ти немаш. Зоки, ти уопште не го поштуеш мој предмет. Да. Зоки, ти мора малку повише да обратиш пажњу на географија. Ја морам да обратам повише пажњу. Да, Зоки. Добро. Професоре, кажите ми, ви знаете ли Столе кој е? Столе? Не, зашто би знае. Не знам кој е Столе, зашто, Зоки? Затој што треба ви да обратите малце повише пажњу на женови. Зоки? Па ти си безобразен, Зоки. Зоки, ти си срам за овој клас. Зоки, бре, ја кад сам бија кod тебе, све сам знае. Македонски, математику, исторiju, географiju, све, Зоки, што ти туј не броју? Ја на твои години сам знае све. Знале сте све, затој што ви сте имале саглам професори. А ми, што да кажемо? Зоки...
Калчина. Калчина е врста на чарапе од платно, кои си ги жене обувале пред да се појави в чарапе како дел од гардероб. Калчине и до коленке имале исти крој, само калчине биле пократки. Ми како деца нема способни патика и папуче за по дома, ама за тој у сваку куќу имаше калчине и гете. Сак, што су гете? Гете су подугачка варијанта на калчине. Обично бесва плетени од вуницу која остануеше од плетење на елечиња и джемпери од страна на наши бабе. За време ранije зимовске падаше снег. Не верувате, нели? Падаше. Кад ќе паднеше снег до колена, одма иде смо куде бабу ми. Друго се качи испод Соколану да се лизгамо на лизганицу, која почнуеше од прво сокаче до Соколану, а завршуваше куде дол, куде што е кружан ток. Најдугачко се лизгаше на лизганица онај што ги имаше калчина на тетко ми Верку и чикови папуче на ујкави Борет. Цар! У куќу лаза смо само да заема калчине кои се сушества на Смедеревац. Еј, што е било во Виња за време ранije. Што бидна? Па ја, док да зажмуру, овој паднае. Па не е фер, бре, мајко му. Па цел месец го чекам овој бокс меч, оно, готово за 15 секунди. Сак знаеш на мене како ми е. Одамна сакам да те прашам, ти си постар од мене, а и поискусен си, повише години си у брак. Кажи ми бе, со жену ти гледам те око, увек сте насмејани, весели, слажете го работу. Никад не сум ја видеа скарани да сте. Како ти успева? Абе, гледај, жена сака да му се посветиш. Разбираш ли, да му пружиш пажњу и љубав да му пружиш. Ете, сви жена се работив, тако ли? И твоја работи, нели? Работи. Ете, дојде дома, ти си направија ручек. А и што фали, например, направија си десерт? Абе, од одадам право. Што мислиш, ти не сам направија никад. Направија сам и понудија сам се да помогнам многу пута, ама не знам, они се уалив малце па си и љутив после. Јас сам си повише да се знае. Мушко си е мушко, женско си е женско. А што на тебе ќе ти падне мушкост ако помогнеш нешто, нели? Не дека ќе ми падне и еден пут, ја ти викам помогнаја сам, не еден пут. Ама она ми се наљути и више не ме пушта ни да улегну у кујну. Зашто? Па зашто? Како што викаш ти, понуди се ја еден вечер, требаше да дојде в гости и викам ајде да помогну да сервира побрзо. Викам ја нешто вика што ќе помогнеш повише, ќе одмогнеш, ќе направиш белјове, нешто ситно. И она ми дозволи, ја помогна и она се наљути. А она што ти кажа да направиш? Да ги пројду кифлица со јајца. И ти? Пошто ја беше ми малце незгодно дека треба гаќе да ги смакну, ама улегна укујно и пројде. И она се наљути. Гледам те път се Стојко, пинуете се, а? Ке испиеш ти још по некој, гледам го работ. Пинуеме се, ке сипеш после још по едну, нели? Не те чуј, бред, баш добро, закукано ми уво. Джабе, бе, знам ја дека е джабе, па за тој ви каже, па знам ја, а у фамилију како стоите с алкохол? Не стоимо никако. Да ти кажу, све не тера на легање, евентуално на спање. Ке сипеш после још по едну, нели? Не те разбирам, не те чуј. Прашате, бред, дали некој има проблем со спиење од твои блиски, некој, татко ти, дедо ти, чичо ти, некој? Ове, тато сакаше да испие по некој, ама никад не те паја, Ставре, никад. Мама не пиеше, трезно не решаваше од место. Често, зашто бре често? Овој стварно не чуе,
Абе, не често, од место, бе. Стукајка у руке. Чим го земе и одна пококала. Педагошко-васпитни мерки, дисциплински. Так. Мајка ти била штрокава. Не знам, бре, баце Стојко, никад не се ми кажуваја. Бре, овој глув како ту. Па, бе, ништо не чу. Абе, ја како малецак беше многу слаб, бе. 4 коски у мене и една рскавица, бе. И ја направеше некој белју. Пцуju некои деца там по двори, се закачам с деца, она одма преземе педагошко-васпитни и дисциплински мерки и ме реши, разбираш? А куде вас? Што куде вас? Абе, нешто, куде вас у фамилију каква е анамнеза? Немам ми амнезiju, не, како памтимо, врло штрумно, ти кажу право, ништо не забравljam, исти сам и ја такав се сам наследија. Чисто ти кажу да знаеш да нешто не ти чуат прес, како ти сипуеш едно, таки ти биде треќа. Абе, не ме разбираш. Тоа е медицинска историја. Пиеше ли некој вашу фамилију? Татко ти? Дедо ми ли? Не многу пиел, еден пут се беше напијал, како ми е кажува, еден 15 години и после се отрезди на 78. Што се вика предумирачко. Ај, да не, за Бог да прости, живели. Пини бре, пини, што? Живели? Агресија, ќутек имало ли е? Не. Вересија, никако. Тоа ни е фамилиарно наследство и ми мора да го чувамо. Јас сам исти такав. И нема вересија. Све се тој баце Стојко на последку некако наплати, ја ти кажам. Ти ништо не чуеш да идеш на ушнога. Море. И пушенога, и печенога, и варенога, свакако ќе го решувам. Само неко стане дужен, ја ти кажам. Ја не може више. Ке си иду. Кога бре да виду? Море да не видено ќе го решу. Викам ти, само неко стане дужен. А ја си отиде. Да, ке си идеш. Па требаше бре да го допиеш. Ај. Тато, спреман ли се да ти го кажу изненадење? Кажаја сам ти ја на тебе, одамна. Јас сам увек спреман на твои изненадења, само што се увек непријатно изненаду. Не, тато, јас сам решија да се смену. Ја, тато, сега сам официјално уврску. Па такој те сакам, бе, синко, Живко, да се не родиш куде се роди. Како се вика девојка? Па, види, тоа е ствар уствари. Не е девојка, него дечко е. Од Скопје. Дечко? Од Скопје? Да. Добро бе, па дали сте ви млади нормални? Па знаеш ли ти што ќе ми направиш на мене с овој бе, Живко? Па сваки ден идење до Скопје 150 денара и назад 150 денара. И ќе траиш пари за сендвич сигурно 130 денара. Па тој заокружи 500 денара. А тато, за дечка? Заокружи 600 денара. Ма какво Скопје, какви бакрачи бе? Не доваѓа у обзир. Ајбе, дете, па ти што се тресеш како 100 дена пред првим, мајко му? Гледа колко е врчина надвор, бе. Бегај, жив смрзнаја, чиче. Него, тебе што су те замотале како мумију целога? Абе, дете, што и да ти кажуju, нема да ми поверуеш. Абе, ништо све сам проше данаска, све веруву више. Па, хајде так, да ти кажу. Знаеш како бе, дете? Ја имам жену 2 пут помлада од мене. Обава.
изгодна, не викам ништо. А искочим у чаршiju и сви се цвери во njum, гледав. Абе денеска пуштиме мене порано од работа, работу ја још. И ја правец дома, не иду други по кафанема, ја правец дома, да видим. Задзвонуе на врата, никој не отвара. Неќеш, кучко, неќеш. Задзвону ја, па, упорам, бре, пројдева 5 минута, она го нема. Едно време искача, успаваќу. Неќеш бе и ти, унутра што си с njom, да ми избегаш, ја прац, спавајќи собу, легну и одма под кревет. Онга нема, мамици, ја одма во амерички плакар тамо, отвору, поразвртуву тие сукњи, у алине, она што кива. Нема го ни тамо, неќеш бе кучека сапско, неќеш, ја одма у дневну собу, одма под седмосет, разврту се погледам, гледам, нема га, у регалот, у дневну собу, па гледам, нема га и текне ми, неќеш куче, неќеш бре, ја на терасу, погледам лево, нема га, погледам десно, нема га, и чек напред, тама се подна, ведно поише, па кад падну доле дете разбiju се, а ти? Па како што викаш бе чиче, свак со своју муку. Имам ја едно девојче, ама има она мужа. И муж во на работу, ама врати сом порано сега. И поваѓам ја да бегам, ама нема куде да бегам. Вика, нема шанса да се скриеш од неја, вика, кога е нашија, вика, скршија га е ќутек. А како се вика тај девојка ти, што викаш, има мужа? Надица. Надица, смеѓа. Да, ниска една, убава, абе, глава боли. Ама има еднога мужа тамо шлямчо стар некој. Живи овам куде бунарче старо. Абе, па тој е женој бе, е сега да може да стану како што, не може да стану кете у тебе, не може да стану. Абе, човече, седи миран, не ли гледаш у какво стање смо? Абе, стање добро, ај, еве, не стануј да ту тепам. Ама бар да ми кажеш бе, куде се скри, да знам за други. Како куде? Па, кад те виде, ја замрзна цел од стра и му насе у фрижидер. А убаво, викаше тате, убаво, не идите бре на одмор, досе, синко, ќе те удави овај твој, тој не само на муабети. Аба ја, ете што да праву, божем, на жену да верую, да го послушам, да не ја пропадне некој ваучер, тај му добила на наградну игру. Да не пропадне ваучер, пропадна она и тој у воду. Ако е. А ја па, пујма, немам нека пропаднала. Ама како бре да примету дека жена ми се дави у воду като она вриштеше како и увек што вришти. И јас само ете помислив, па да не сам нешто ја погрешија и за тој вришти. А после ќе кажеш си, па жене биле понежан пол. А нема грешка. Какав бре понежан пол, ова е мојата кад вришти исто како мушко кад се разболи. Баш добро кажа тате, досе бре. Синко, што ќе идете там на езеро или на некое туѓо море? Абе седите си туј на наше море. Да, и Куманово има море, не ли знае? Има, вика се, абе море. Например, еве, кад сака жена ти нешто да те увреди, она вика, абе море, Голчо, Ќарчо, неспособен еден, ти кад мислиш да ме одведеш мене на одмор, а? Ете, она га вика оној наше познато море, значи наше море, а сака на одмор на туѓо море. А бре, само да е туѓо, Бог да чува и да брани. Мислу, она кад тепа. Ама ја па да ви кажу, како што веќе ги кажа многу, па и не го мар. Море, зему едну па си пи. Пију, тако е па се да пију. А оно тако е некој пие од радост, некој од муко, ја пију, тако па од сабајле пију. И кад се ете доволно напију, так замислете мене почне да ми работи мозак и ми текте.
Тетне ми тага. Ха-ха! Па си бре, оние други морења, што су низ бел свет. Мора тие морења да ги е жена направила. Мора! Па за тој су бре и они слани. Како ручек. Добре. И они за тој тамо сакав да идем. Слано бре, слано, па дури пресолено. Една колешка што е дошла на работу ново. Една кошуља широка до овдека. На штрафта такој, едни копчиња убави. Бе, што да ти кажам? Еден фастан од позади убав. Не можеш да го изнагледаш, леле. Цело време мислу на њума, не може од главу да го извади. Па убаво. А она? Што мислиш, она мисли ли на тебе? Па не знам, ја немам такви копчиња, појма не. На кој бе мислил дали мисли на тебе? Па немам појма. А сака ли би ти она да мисли на тебе? Мислиш да ставу копчиње ја? Не бе. Ете, да го натераш некако да мисли на тебе. Како бе кажи, што да направу како не би сакае? Па ја батко сам, нели? Што да направу? Ке уземеш 100 евра на заем. Нон-стоп има да мисли на тебе. Ало, добар дан. Ти си 192? Овој, грешко, извини. Ви ли сте полиција? Да, господине, повелете. Па слушай овако е, дете. Гледам те младци по зборење. А бре, ја тој... Уедон како ритлие, што ли е риче, поголем рите. Како мако да се изгуби, Залутамо тој, ете, с комшу, с говедо. Идемо и никако пут да го најду. Чекајте, господине, куде се наваѓате ви тачно, знаете ли? Ама дете, ја да знам куде се тачно наваѓам, ја ке си иду по пут, не знам, изгубени сме, еве, ти пробај од тамо да ме оправиш. Чекајте малце. Еве, најдеве на GPS. Значи, господине, слушайте ме овакој. По тој путче што сте ви сега, продолжите да идете право. Чим дојдете на крај на тој путче, ќе видите две едни ритчиња. Куде тие ритчиња завртите десно и тој има еден стар селски пут, само право надоле треба. Ама, кажати, како тој по тој путче надоле, не може да иду надоле, с комшу сам, с говедо, значи не бива, не може такој. Ако може, некако другше да ме правиш. Па сега, господине, ја тој сваќам, ама утепајте го стоку. Најважно од све е ви да се спасите. Значи да утепам стоку, викаш? Утепајте го стоку, да. Па добро, чим викаш ти да утепам стоку, ке утепам стоку, ја после пак ти се јава, ако ли? У реду, господине, пријатно. Ајде, пријатно. $192. По тој пуче нагоре, после па надоле. Полиција, повелете. Ало, па сам ја од прегаска што се јавја. Што се изгубимо со овој. Сак, како кажа, што да праву? Чекајте, ви го утепасте соку, нели? Утепа стоку, да. Сега по тој путче право, само продолжите надоле, ама појдите одма, затоа што више се стамнуе и нема да стигнете. Ама не може одма да појду, како тој одма, па треба комшу да ga закопам. И за неја 40 години сме комшије.
Не знам, бате, Сојко. Не можу да разберу никако. Слушам те, бре, слушам цело време. Сад време ми расправljаш и збориш све и свашта, али ја те, тој братче, ништо не разбира. Хајде бе, не ме разбираш. Прави се на 3,5. Ја ли тебе не те знам? Ти мене можда ме знаеш, ама ја тебе не те разбирам, викам ти. Збориш, бре, све и свашта. Што ти не кажа? Тој некој авта, кучиња, па се некој качуваја, па кој се спуштаја, искачаја, па после се препребаци на некои пушке, орли. Не знам, слушам те, но не те разбирам. Ако да не ме разбираш, не ме разбираш. Ај, овако е чим не ме разбираш, ке идемо поред. Кажа ли ти дека сакаш сак под стари године да маваш туѓи жене, ама не си баш сигурен за тој што не знаеш што ќе каже жена ти на тој? Што е право е, баце Стојко? Кажа, тачно. А зашто ти така го спомна куќе? Па ја така го спомна куќе и го спомна жену ти. И ја овако е така кажа, цитирам, и кучиња трчи по туѓи авта, ама не може да се качив у ним да ги возив. Што ќе каже жена ти? Што има да каже жена ми, бати, жена ми? Него, бате Стојко, колко се јас сеќам у твоја авто, снајка се качи. Па добро да е млада. Качи се, ама ја га возо авто, а не она. Ама она го управља. Мислу, не сам ја да знал, бате Стојко, знаеш ме ти мене, да не мислиш, него... Колко беше она помлада од тебе, колко години? Не си ти радознал ичтама работа. Само што и прегеска ме праша, а ја ти кажа, 25 години е помлада од мене. Так дојдева на ред орли и пушки у муабет. Не се сеќам тој, не. Не се сеќаш, па ти спомна бе, Ставре. Млада, овај твојата, бата Стојко, ке почнев да го прелетуев орли од едно од другу страну. Ја ти те кажа, ја за тија орли имам пушку. Сак појасно ли ти е? Појасно ми е, појасно. Ама не ми е јасно, бре. Што не ти е јасно? Па не ми е јасно како мислиш, бре, ти њум да го одбраниш од тие орли, бре, кај ќе почне да се летуе, бре, кај ќе појде тој навалица, бре. А она жена, бре, млада, сака да се дотеруе, сака да се одржуе, бре, тој. Ба што да се одржуе, бре? Ремонт сака, бре, тај. А ти, баце Стојко, не ми изгледаш баш спреман. Абе, гледа, да ти кажа, Стар, ти како сакаш збори, ама ја ќе ти кажу. Значи, млада жена е многу полесна за одржување од стару жена. И како е тој? Како тоа? Па еве, пак ќе ти објаснам. Замисли, стара жена, па најмалку 2 пати ќе ти доваѓа од ден брза помош, амбулантно возило, тој треба да се одржава со светија доктори што ќе дојде со амбулантно возило, специјалисти, не ти интернисти, не ти кардиолози, какви ги све има, чуваја Господ. Викаш, млада жена болја, полако се одржава. Да. Много си ти би најса с тие модерни сваќања, бре, баце Стојко. Ја не знам само дали тој те научише како беше у Германија горе, али ептен учен искочи. Јас за тоа стално сакам да те прашувам дека све разбираш. Па да те прашам и сега, едно много просто прашање, много просто. Хајва којеве, кад би маја ти шансу да бираш, дали да имаш убаву жену, ама да го делиш, с двојица да го делиш. Добро. Или да имаш такој жену сам, само твоја да се биде, ама да е ружничка. Мисло, море габер да биде баш такој ружна. Убаво. Убаво? Па да. Па порно да једу торту с још двојица, него сам да једу лајна. Значи, још еден пут, ако ме кажеш краво, разведуемо се, готово, крај. Разбрали ме? Не, бе, Душо,
тама работа. Нема више никаде ми се понови. Ете тако е. Ке досак да си легну, пошто цел ден работу, многу ме боли в ноге. Предни или задни? Колку мина ми имаат кажано, Шани бре, ти дали одиш дома? Кај да уклучи човек телевизор, тебе ќе те види. Кога работиш, кога снимаш, кога одиш дома, ми не одам дома. Не одам. 90% сум тука, па некогаш и 100%, посебно кога сакам да се правам многу умен. Жена ми се реши за генералка, онака, знаете што е тоа комплетно чистење, спремање и, нели, се си исврла надвор. Па јас, како некој будала, реков да исврли се што не е потребно. Се. И еве. Од тогаш сум скоро бескојчник. Снимам, постојано снимам. Се уште немам снимено филм, серија, но затоа снимам бели дробови, бубрези, нели, нормално, мора да се провери, бе. Изгубиме, најдиме секогаш овде и секогаш да место таа да ме трпи, нели сега, секогаш ќе мора да ме трпите вие. Тоа е тоа. Ама тоа не било никогаш проблем за нас македонците да истрпиме некој, нели? Па затоа и најчести имиња, барем во минатото кај нас, нели, биле Трпе и Трајче. Сега внимавајте како се враќа модата назад, може и имињата. Трпе и Трајче. Трпи и така ние се привикнуваме на се, па и во зимски услови, да. Тука веднаш при водење љубов постапуваме по првото зимско правило. Кој е настинат и на кого му тече нос, тој во секоја поза мора да е одолу, нели? Од разбирливи причини. Нашите пријатели затоа се секогаш горе, одnosno на самиот врв. Вистински пример за тоа е нашиот покровител, Државна лотарија, нивните бројни игри во вид на грепки и секако, пак ќе ви кажемо на главната Лото 7 секоја среда и сабота, премијата, ако некој погоди седумка над 70 милиони денари, баја ги дебело над 70, игрете одговорно, подсетуваат постојано, затоа што инстант лозовите не се детска игра, ама затоа може да се подаруваат. Тоа е веќе, знаете, подарете и можеби ќе пренесете среќа некому, подарете љубов и на тој начин среќата споделете ја и со друг. А љубовта се крие во сите лозови, односно изненадувањата се таму. Подари инстант лоз затоа што е секогаш модерно, има таму така добри добивки како стан, автомобил или пак некоја вредна парична награда. Ние се враќаме исто така следниот викенд да ви подариме нова емисија, заедно со лотарија, како што реков, но и со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и оние незаборавни и преубави моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. Така барем јас ја доживувам таа атмосфера секогаш кога ќе заминам таму и ќе преспијам барем еден викенд. До тогаш, до следниот викенд, нема љутиш преку репризи на сите социјални мрежи, како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. И, нормално, ќе ви кажам нешто само како за крај. Во автобус, пример, се возите и тој до тебе, нели, обично, зирк, што е тоа модерно, ја не знам. Веројатно неисполнети животи, онака несредени нешта, па секогаш се интересираат за туѓи нешта. Дзиркаво, дзирка. Или, ти што слушаш таа песна, па таа е стара, бре, мајка му стара. Па и мајка ти е стара, па ти се уште ја слушаш. Ама оставете ви ја слушај. Баталет. За жена не ја зборувам. Онака, велам, за атмосфера, за искуство. Слушање и гледање. Што да гледате? Нема љутиш на вашата омилена ТВ во истиот термин и следниот викенд. Затоа се гледаме повторно заедно за заедничко уживање. Чао!